Здраво и на двајцата. Јордан, председател на Кинолошки сојуз, и Ико, незаборавниот креатор и иницијатор на промоција на караманите. Може поинаку ќе го дефинираш ти ова, ја што го кажам. Фала ви на двајцата што прифативте да не бидете гости во нашиот подкаст. И уствари јас сум ви гостин на вас, зашто дојдов тука директно каде што се одгледуваат караманите, таа македонска древна раса, која што ќе биде промовирана наскоро, ќе ни објасните каде и како и на кој начин. Фала ви уште еднаш и на двајцата. Добар ден. Добар ден. Ви благодарам што сте тука денес. Јас само малку би ви искоригирал, не сум јас иницијаторот на оваа целата работа. Иницијаторите се браќата Владко и Маријан Костовски и проектот со караманите, односно прапочетоците на караманите започнуваат во далечната 1998 година. Веќе во се малку со годините сум јас каран, али 2004 се конституира клубот за кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман, а председател на клубот јас станувам во 2017 година, а сум одгледувач и член на клубот од 2014 година. Така што една друга генерација се иницијатори, ние сме генерацијата што влезе 16-сетникот пред голот што треба И... Многу убаво, на многу луѓе, еве тргнам од сам себе, кинологијата е видена пред се низ призмата на изложби и расни кучиња како посебна популација, нели, на миленици, и некако многу, мислам, зборам за општо народно познавање на Кинолошки сојуз или на кинологијата едноставно, застанува на фамозната изложба, а додека овде имаме приказната, мислам, каде што на вистина кинологијата е својот квалитет, своето потекло и својата причина да постои е пред се зачувувањето или создавањето, креирањето на раси кои што биле користени, еве конкретно за нашава била, како што може и да споделат со нас браќата Костовски, дека е раса која што потекнува од многу далечни времиња во Македонија. Ико, не знам, ти можеш да потврдиш од прилика. За широката палета на кинологијата повеќе ќе ви каже Јордан како председател на сојузот. Јас би можел да говорам конкретно за оваа раса и кои се, да кажам, кинолошки дисциплини, она што ја го велам, од планина до поводник, односно од шипови до ова што го гледате денес, треба точно 20 години да поминат, за да може тоа така и да изгледа и едноставно да влеземе во тоа големо семејство на FCI. Да. За колку време нас постоиме, мислам, колку време постои расата таа како соегзистира на овие простори, дефинитивно уште од дамнешни древни времиња, како што ги викате вие. Не едно од најконкретните сведоштва за тоа е онаа фреска што се гледа позади, подоцна може и ќе ја донесам. Логото на клубот е детал од фреска од Курбиново, од Рождество Христово, од 1191 година. Така што мислам дека е излишно да понатаму да би говореле за било какви некакви други. Таму кучето е исто насликано со баш овакви традиционални шипови кои што ги штителе, нели, од предатори. Денеска дефинитивно имаме карамани кои што се во работна релација, но имаме карамани кои што се и миленици и заштитници на дворови и едноставно прекрасно си го најдува местото во срцето не само на македонците, туку на сите народи што живеат тука. Точно. Како би да додадам? Значи, кога ќе кажеме ваква фамозна година, 1191 година, сите се викаат како сега баш знаете дека на фреската е караман. Значи, караманот има една специфична одлика, тоа е на самата опашка, на крајот на опашката има како едно ченгелче, како кука, што како што кажа председателот на Караман клубот, подоцна ќе донесе и фреската да видите. Значи насликана е со тој детал. Може ли да ја донесам ја одма? Ако не, да не ја вознемириме Рама за тоа што иде по мене. Ако гледате Супер се гледа. Опашката овде, на самиот крај е насликана таа кука. Да. Значи, кој ќе кинолошки судија
или некој кој што се разбира во расите, кој нормално ние ги проверуваме анатомски, како изгледаат, значи дали се според стандардот, така натака. Овој детал од стандардот е многу битен за караманот. И кој ќе фатите опашката, кој ќе проверите до крај, значи таа секој чистокрвен караман мора да го има тој детал. Свијок. Така да тука е многу добро насликано и целокупниот приказ на самото куче, на самата фреска си кажува за која раса на куче станува уште од давнешни време. Несомнено е тоа, затоа што имате овчар насликан, што е традиционално во однос на нашиот црковен живопис, кога се слика рождество Христово, во принцип зоографите кои што го живописувале црквите, црпеле инспирација нормално од локалните места каде што се сликали црквите. Да. Можете да го видите трлото со овци, дури и референци на автохтоноста можеме и во овците да најдеме оние познати праменки, поситни, порудиментирани. И ете го тоа традиционално плетено црло, би го надополнил председателот на КСМ со тоа што и шепите се прекрасно насликани, дури и таа грбна линија, а околу ова да нема забуни, еве го баш на вратот оние традиционални шипови, нормално тука времето го направило своето, а во однос на овцето позади да нема забуна, традиционално тука кучињата се бележеле со одсекување на едно или на две уши за да нема забуни. Например, ако јас и Јордан имаме стока во еден исти атар и имаме, например, од сојот карамани и се црни да не дојде до конфликти, еден одел со лево, друг одел со десно уво, мада тоа е не пракса која што дефинитивно денеска ниту ја поддржуваме, ниту се случува. Јасно, нема ни потреба. Може да видите, ниедно од кучињата не е осакатено, него се онакви кои што Бог ги создал. Супер, одлично. Сакав само малце да искочам од контекстот на караманот околу перцепцијата на кинологијата, што започнав преска. Дали кинолошкиот сојуз има активности насочени кон, зборувам, широката популација на луѓе кои што нема познавања воопшто за што станува збор и која е важноста, затоа што, пак ќе кажам, многу редуцира тоа општо мислење, мислам се прави многу голема редукција на самата ваша работа, дејност и така натаму, која што не се сведува само на педигре. А и ако се сведе на педигре, што значи да имаш педигре, зашто и тоа луѓето, не зборувам луѓето, него многу луѓе не го разбираат која е важноста да се има родовник и потекло историјат на една единка која што имаме дома. Значи вака, Кинолошкиот сојуз пред се е една институција, здружение на граѓани, кое што е основано 1953 година. Имаме ние некои, Кинолошкиот сојуз во тоа време екзистирал заедно во рамките на Кинолошкиот сојуз на Југославија. Меѓутоа, од 1950... Само извини, и тогаш било здружение. Да, значи од оној муабет кога од Титова Југославија све било владино, уствари вие сте биле невладини. Да, баш може да така. кажем. Значи, здружение на граѓани каде што членуваат граѓани буквално со иста цел. Значи промоција на кинологија. Кинологијата е наука. Наука за кучињата. Ние како Кинолошки сојуз сме членка на најголемото семејство на кинолози, а тоа е FCI. Ние во FCI, како што кажав, заедно со Југословенскиот Кинолошки сојуз датираме од 1953. Меѓутоа, како членка, полноправна членка на FCI сме од 2015 година. На светското првенство во Милано 2015 година Кинолошки сојуз на Македонија го признаваат како полноправна членка на FCI. И од тој момент, значи од 2015 ние ги уживаме сите права кои што ги имаат големите земји, како што е Франција, како што е Италија, како што се нордиските земји и така натаму. Значи буквално имаме глас и можеме да одлучуваме за иднината на расните кучиња и кинологијата во светски рамки. Значи на оваа тема сме веќе во европското семејство и дури може да се каже дека и од наши некои соседи дека сме и понапред. Да, значи можеме да кажеме дека буквално на Балканот, после Србија, пошто србите се да кажам пред нас долго време затоа што таму било Југословенскиот сојуз, нели, имаат поголема историја, кинолошка историја.
од аспект на работа со расни кучиња. Значи, тамо ловството е на многу повисоко ниво од кај нас. Луѓето, ловџиите, да кажеме, уште од давнешни времиња ваделе родовници. Што е родовник? Значи, родовник е буквално извод од матична книга на роденика и луѓето. Значи, се знае поколенијата. Кај нас имаме нашиот родовник, нашето педигре е 4 генерации. Меѓутоа, не значи тоа дека ние не ги знаеме и родителите до крај на лозата. Битната работа што е кога ќе кажеме куче со родовник или расно куче. Значи ние треба да направите дистинкција помеѓу расно куче и нерасно куче. Како се дефинира расното куче? Расното куче се дефинира со родовник. Значи доколку го знаете дрвото на предци, значи по автоматизам знаете дека е расно куче. Како може да се поврзе родовникот со таа индивидуа, со микрочип или со тетоважа? Кај микрочипот е брзо, ефикасно и тоа трае. Значи микрочипот можете и после 10 години, дај Боже кучето да е живо и 15 и 20, со истиот микрочип идентификацијата е таа. Се става микрочипот на одреден собственик и тој после тоа може да го префрлува и така натаму. Во Македонија, на пример, има закон за идентификација на домашни миленици при АХВ и тоа е тоа. Значи вие знаете доколку најдете куче на улица, тоа куче дали има собственик, нема. Сега кај нас, на пример, базата на податоци е многу поголема него базата на Агенцијата за храна и ветеринарство. Затоа што во нашата база со тие податоци што ги имаме, што датираат да кажеме од претходните 10, 15, 20 години, ние имаме дата на податоци од 400.000 единки. Сега нормално тие единки поголемиот дел се веќе умрени и така натаму, меѓутоа имаме и собственици. Значи тие се бројки што Кинолошкиот сојуз ги има во својата датотека. Значи расни кучиња се тие кучиња кои што поседуваат родовник и доказ за нивното потекло. Секоја раса си има своја функција. Тоа е најбитната работа. Зашто луѓето треба да речеме да практицираат да чуваат расни кучиња? Затоа што вие, на пример, живеете во стан. Немате време многу за да му посветите на кучето. Треба да се изберете раса која е соодветна за вашите услови. Не може да земете човек што е флегматичен, што нема некој активен живот, да земе раса на куче што е многу активна и што е спортска раса, да кажем. Така да, ние како Кинолошки сојуз пробуваме да ги едуцираме луѓето и да им наметнеме една пракса со тоа што прво ќе научат за какви раси на кучиња постојат, да ги видат своите потреби, каков живот водат и на тој начин да изберат соодветна раса, така што ни они ќе се мачат, а ни кучето ќе го мачат. Да. Така да во Кинолошкиот сојуз не се сведува све на изложби. Значи работата со луѓето од најмала возраст и со едукацијата на единките на луѓево, значи ние допринесуваме после тоа самите тие дали ќе изберат да одат на изложби или не, до нивна. До нивната свест. А изложбата е многу битна работа затоа што на самата изложба суди, тоест лица кои се кинолози, кои се буквално истренирани, имаат око за одредени раси на кучиња, да ви кажат дали вашето куче припаѓа и е најприближно до стандардот како во подоцна би можеле да се одледуваат и така натака и така. Само со самото тоа да го подобрите квалитетот на расата. Баш овој пример за кој што Јордан сега збори е многу експлицитен и многу практично можеме да го анализираме низ перспективата за караманите. Секоја пролет е онаа борба и објаснување, повик да се донесат, особено луѓето кои што се од рурална средина, имаме големо разбирање, особено за кучињата кои што се во работна релација или работна кондиција, наречете го како сакате. Знаеме дека е проблем да ја остават работата, дали чуваат нешто, дали чуваат жива стока, простор или слично. Знаеме колку е важно, ама од друга страна и знаеме колку е важно да имаме оценски листи, затоа што еве јас како председател на Кинолошкиот клуб за македонско овчарско куче Караман, воедно сум и водител на целото одгледување на карамани. Што значи тоа? Тоа значи дека ако Рама, полек, седи,
Тоа значи дека ако одберете мажјак, женка и слично, треба на некој начин да се консултирате или директно со мене, или морам да ги поздравам во оваа прилика. Имам назначено, тоа не се избрани, него се со акламационо право назначени подпредседатели под региони и на тој начин изразувам, мислам уште еднаш да повторам, огромна благодарност до овие луѓе. Тоа се отец Порфири Бигорски, Горан Колев, Таки Ташковски, господинот Никола Карвалески и господинот Горан Цинцовски. Нема да ги спомнувам регионите, гледачите добро ги знаат кои што ги водат. И што се случува? Кога ќе се собереме ние едно 60-70 куќиња на изложба, ние секогаш викаме и одбираме внимателно суди кои што се експерти за расата, врз основа на оценските листи кои што јас ги имам и описот на судиите, можам подобро да го насочам одгледувањето. Што значи тоа? Поотворени агли на задните нозе, некое куќе. Знаете, стандардот на сите куќиња не случајно е нацртан на насловната страница, затоа што тоа е оној идеал кон кој што одгледувачите треба да се стремат. И нормално, сето ова мора да биде на темел на совесното и одговорно одгледување на куќиња. Затоа што, знаете, несовесното одгледување видовме кај некои други раси, кои што се за жал надвор од кинолошките концепти и води, ги оние сите, ама на огласот го купив, го најдов, го донесоа од оваму од страна, го донесоа од наму, стана буквално тој пристап стана акселератор на бездомни куќиња. И ние имаме проблем, директно за жал сме и повикани, ви знаете ли, мислам, да добиете само Караман и да стигнете до него, а не дај Боже и да не го чуете, нема проблем, ние не се срамиме да дојдеме дома и да ви го земеме куќето. Нема проблем, тужете не после. Се оправиме ние, ама куќето не може да не биде чувано во соодветни услови. Знаете, пак ќе кажам, обично кинологија кога ќе се спомне, секогаш се мисли па е добро изложби. Друже, изложбата е само еден сегмент од кинологијата. И тоа е така и во матицата, и кај нас како клубови, и како друштво, поточно во нашите матици. Морам да додадам една работа сега, Ико кажа, само еден сегмент, точно. Значи, кинолошкиот сојуз и сите, да кажам, сојузи во Европа, а не во свет, во последните 10-15 години многу обрнуваат внимание на здравствените тестови. Значи, здравието на куќињата. Зашто ние сме поборници за тоа? Затоа што доколку единките што ги одгледуваме потекнуваат од тестирано здравствени единки. Значи, секоја раса има некој проблем. Меѓутоа, еве ќе кажам, и уличните куќиња имаат уште поголеми проблеми. Само што никој не се залага за тоа, додека одгледувачите се залагаат за тоа. Значи, векот на живење на уличните куќиња е до 3 години. И за жал. Сега, нормално, тука има зашто е тоа така, нели? Значи, животната средина во која што живеат коли и така натаму. Меѓутоа, кај домашните миленици, значи кај добро одгледаните, кај совесните одгледувачи, расните куќиња пред се води внимание на здравието. Јас ти ви кажам дека имаме ние тука голем број на одгледувачи во Македонија кои се регистрирани при Кинолошкиот сојуз и водат буквално сметка за здравствените тестови. Значи имаме клубови, како што се клубот за германски овчар, има клубот за доберман, има клуб за кане корсо, боксери, значи пудли и така натака. Тие клубови, кинолошки клубови, се залагаат за здравието на единките, поточно на расните куќиња што потекнуваат од нивниот клуб. Промовира работа на здравствени тестови, работни испити и така натака и така натака. Значи, ќе ви кажам дека ја ќе зборувам за мојата раса, за добро. Ние имаме преку 10 тестови здравствени, као што е von Willebrand, као што е дилутет кардиомиопатија, као што е нарколепсија, кукови, лактови и така натаму, без кои што ние не можеме ни да замислиме да направиме парење на некои единки кои што немаат здравствени тестови.
Додека доколку се работи за одледувачи, ќе кажам пак, ние не ги сметаме за одледувачи, меѓутоа во јавноста тоа се секој човек што поседува две репродуктивно способни единки се класифицира како одледувач. Тоа не е така. Значи, одледувач треба да биде сериозен, сериозна индивидуа кој што се стреми да го подобри квалитетот на таа раса што ја чува. И само на тој начин можеме да допринесеме за подобра иднина на таа раса. Така да ќе го спомнам и коса ние со караманите за прв пат направивме еден исклучок кај ваков тип на раса, да направиме здравствени тестови на почетокот, нели, правевме на кукови и лактови, без кое што не можеме да аплицираме воопшто во FCA за да ја признаат како официјална раса, а после тоа буквално на негова иницијатива и на иницијатива на ветераниот факултет на Димитар Божиновски, мораме да го спомнеме, научниот соработник Димитар Божиновски. Он направи еден исклучок во оваа сфера што ни европските земји и кинолошки сојузи кои што се на многу повисоко ниво и со многу по големи критериуми од нас, не го има направено. Сега ќе ви каже Ико. Вака, 20 години у принцип е тешко да се сумираат, ама ќе ви кажам, кога почнав 2014 година да се појавувам по изложби, кога ме прашуваат, тогаш се уште не правевме тестови и слични кои посериозни се државме само на колкови и на лакти, ме прашуваа што е со оние пошироките палети на тестови. Викам, слушајте, во принцип ние оние единки кои што успеваме да ги откупиме или да ги добиеме како поклон од сточарите од планините, се во поодминати години и се најчесто кучиња што не им требаат. Куче на 14 години, ако има дисплазија, рецимо, и како го пушташ одој, нема да стои. И не ми беше проблем да го трпам подсмевањето, се додека не дое моментот, баш тоа екзактно куче да се стави и да се сними. Мораме да го спомнеме. Мораме да кажи, ти повеќе се разбираш. Црни Бигорски, значи тоа е легендата која што на своји 15 години за прв пат се такмичеше на европско првенство, кое што куче буквално донесено од планина, значи од Бачило, симнато во град, буквално исто газеше и на планината, и во градот, и на тепихот, каде што беше презентиран. Значи тоа е, направивме сега, нели... Кажи куковите кои ги видоа ветеринарите, реакцијата со годините. Не им се веруваше, значи кучето на 16 години пред да почине, значи мислам дека 16 и нешто. 16 полни, 17 раситни и почина. И прво, да успиете куче на таа возраст, значи тоа е нонсенс. Мислам, ветеринарите како ветеринари сами не фаќаат доколку не направат соодветни тестови, значи кардиолошки тестови и така натаму. После тоа да издржи анестезија, да се разбуди од анестезија и да све биде нормално. Значи кучето на 16 години беше снимено. Куковите беа извонредни. Значи имаме да го пофалиме, да не кажам и да окажеме неговото име, Никола Буневски од Битола. Значи он е ветеринар кој е дојден од тука е, нели, македонец, наш човек е, меѓутоа целиот живот го има посветено во Хрватска. И он е единствениот човек кој што, мислам, ветеринар кој што има Ѓоркс печат, тоа е печат со кој што светската федерација FCI има подпишан договор со светска ветеринарна асоциација и само луѓе ветеринари кои што го поседуваат тој печат ги лиценцира и им дава можност да читаат колкови. Значи имаме таков човек кај нас во Македонија, Никола Буневски. Значи он кој ги виде колковите, значи он се изненади, вика дали ова куче од 2 години, 3 години, викам 16 години. Добиваме од западниот регион што одат уште што си снимаат, нели, пошто им го имаме оставено отворено тоа да можат стално да имаат увид во здравословието нивно. Генерално до сега никој не се јави со негативен коментар. Баш сите се там ветеринарот рече само вика дечки како е можно, дечки како е можно, дечки како е можно. Во контекст на научните испитувања на караманите сакам да го спомнам еден човек кој што во светот на кинологијата е многу важен и кој што
ја направи зоотехничката студија. Тоа е професор доктор Миливој Урошевиќ заедно со доктор ветеринар Дарко Дробњак. Се со години пак не сум добар, ама 2018 и 2022 два пати на терен се премери целата популација. Значи, целата популација, не она што е одвратно, буквално со метро на терен. Во 2018-та морам да се заблагодарам нели оваа прилика и на моето семејство, а пред се на мојата сопруга, која што и самата е во моментот на докторски студии во Белград на темата Македонско овчарско куче Караман, асистираше. Тука овој човек многу ни ги отвори очите. Нормално имаше една ситуација, викаше, ја тоа обично мерим, шта сад ти ми се, ја не сум се мешал никогаш, ама едино нешто што барав, баш нема ни 12 часа како разговаравме по телефон, на мерките барав обавезно да стои име и микрочип на куче. Викам, ама човек, мене ми е побитно да бидат само мажјаци и возраст, некако порелевантно ги складираме шокетис. Викам, остај, дај ми да ги имам. Од кога ја добивме зоотехничката студија, професорот Урошевиќ ја судеше и нашата јубилејна 10-та изложба, која што беше 2024 беше? Трета или четврта во Бигорски. Да, во Битуше, во метохот на Свети Кирил и Методи на Бигорскиот манастир. Требаше да се случи една година порано, но заради короната и пандемијата имаме возрастни членови, одлучивме да бидеме совесни, така што една година подоцна ја направивме. Таму судеше професорот Урошевиќ, а ден предходно во Бигорскиот манастир имаше негово излагање на сумираните статистики кои што се во зоотехничката студија. Што направив јас? До сега не знам дали негде во светот, можам да зборам за мојата пракса, одгледувањето на она што значи задржувањето на фенотипот на расата го насочив не само според очите и оценските листи на судиите, него овој пат и според бројките. И тоа роди феноменален резултат. Да, веќе 2024 се јави еден млад оптимист, вика, јас сум магистриран, асистент сум по анатомија на ветеринарниот факултет Скопје. Тоа е доктор ветеринар Димитар Божиновски, кој што го поздравувам многу во оваа прилика. Ние располагаме со компјутерска томографија и сакам овој пат да направиме некои поддетални, што сакаш да направиме, ајде да размислиме. Ај викам и јас да размислам. Имајќи искуство, нели, два пати ем посведочено како дел од експедицијата и нели организатор на она што го работеше професорот Урошевиќ со Дарко Дробњак и со Марија Карова. Викам, ајде да направиме вака. Ај овој пат ќе земеме не цела популација, него ќе го земеме она според оценски листи и според клубот што се смета за најтипично. И се ставија 30 примероци на компјутерска томографија, при што се скенира буквално до најмалиот илјадити милиметри, почти веќе имаме увид и од внатрешноста на кучињата. Се пак ќе се вратам на она што ни е нас најбитно. Ова е револуција само. Да. Ова е револуција. Го однесовме ми Јордан судеше Петру Мунтијан, господинот, ајде да бидеме официјално и го познаваме. Овраун судија од Овраун судија од Романија, кој што исто така многу ни помогна во однос на расава на светско ниво. Тој е член на стандардната комисија на FCI, и еден од тие 5 души што ќе дојдат се оваа година во Охрид за да прегледаат расата и да ни дадат зелено светло дека ја признаваат. Значи, он е еден од тие луѓе што ни е пријател, да кажеме, во светското семејство. И ми вика, Јордан, ај земи го човеков и молим те, знаеш, ние традиционално сме добри домаќини и сите што дошле кај. Да, дефинитивно, добри домаќини, тоа нема збор, македонци важиме сегде у свет. Да го прошетам, викам, ај шо ќе го носам више по овци и по кал, дај малку на Мунтијан му зборам, ќе те носам плочки да газиме. Ме погледна вака, кај ќе одиме, викам, на факултет ветеринарен. Седна, ги отвори снимките, Димитар почна да му презентира и веројатно ќе ги залепиме и во овој интервју почна да вика this is revolution. Се да видите уште нешто пореволуционерно што произлезе од тоа, рама што ја видовте тука уствари, како еволуцијата на продолжува на она што го работеше Димитар. Ова е буквално
черепот на Рама што се Пропорција е еден нас, према еден. да, во размер 1:1 и ова е испринтано како се викува пластика или силикон, не би можел материјал да го кажам. 3D принт. 3D принт е во секој случај, ама за материјалот пошто е бело на камера да не мислите не е ова коска, не е вистински череп. И едноставно Много е добро направено. да, дефинитивно, дефинитивно, ова е релевантно, не само што е добро. Гудрив микрофонот, ама нема да биде проблем. Следните генерации ќе имаат увид заради тоа што знаете како после 100 години понекогаш знае ако се случува. Не ќе дојде некои претседатели на клубови кои што ете може и немаат време, па немаат ни интерес да имаат искуство во релација со теренот и можеби малку и ќе им подизбега расата. Имаме ние сведоштва за актуелни раси кои што постојат долго време, се во големи конфликти, какви биле од планината, какви се сега. Нас со македонското овчарско куче Караман многу ни е важно и нашата мисија е да го зачуваме Караманот онаков како што го затекнавме на планината. Да, можеби и днината е на асфалт, но секогаш безгрешна мерка за вистината на Караманот ќе биде планината. Многу битна работа да се покажите други. Да, дефинитивно ќе стигнам, него што сакам да кажам, од овие 30 кучиња, кои што се од различни атари земени и одгледувачи на клубот, замислете не се пронајде ниту една било каква анатомска и какви се не сакам да звучам гротесно да зборам, едноставно никаква проблем немаат кучињава со здравје, што е општо фасцинантно. Она што Јордан ми посочува да го покажам, Тоа е едно од не едно, него тоа е мојот миленик, да кажам. ова е дедо Црни. Ти повели. Значи, ова куче јас прв го вадев на европска изложба во Будимпешта 2021 година и како што може да видите, дедо Црни е куче кој што потекнува директно од планината. А тука може да видиме, значи на 16 години е правен. Немаше ни еден заб. Сега тоа душа вака се гледа, меѓутоа има траги од заби, значи скршени се матене до самата гингива. Меѓутоа кучето беше функционално до самиот крај. Значи функционално. Погледнете. Ова е дедо Црни и тој ќе остане во историја секој пат запишан во историјата на македонската кинологија, затоа што од него потекнува целата иницијатива за Караман. Ево. И многу драго куче. Феноменално. Дали тоа се должи исто на некоја селекција која што се врши, која е повеќе природна селекција. Да. Природна селекција. Да. Затоа е планината безгрешна мерка за вистината на Караман. Тие колку и немаше да бидат така добри да имало некој проблем. Да. Значи во планина куче со аномалија пред се здравствена не може да Да издржи, опстои, не може да опстои, исто како што не може да опстојат и волците и другите животни. Така. Нели викаме дека послабиот на крај. Да, апсолутно, да. Да, природна селекција Природна доставна. Да. Знаете се, ова треба да го исперцепирате некако некој наш апеш или фетиш да цело тоа го направиме, ама сепак сакаме да стигнеме до поентата. Замислете се, вие кучето е дел од семејството. Замислете кога ќе купите некое куче или ќе го вдомите од оглас, Караманите не се кучиња кои што се продаваат. Нормално ги стимулираме одгледувачите да ги продаваат, оние кои што сметаат затоа што и сепак има многу трошоци околу нив, но поголемиот дел од гледувачите ги вдомуваат по пат многу нели сериозен за да стигнеш, треба да докажеш услови слично. Како што ќе би те требало проверуваме, секогаш уствари. Ќе мораш да дојдеш на изложба, подпредседателите знаат онака и да ти се подпојавате и здраво напредно кафе сакам да го видам кучето. Да. Има секакви ситуации. И кога доаѓа идеме да го земеме, јас сум од оние што влагаат и зимаат кучиња без добар ден кога треба. Па ќе кажам. Сакаш апсиме, сакаш пријавуваме, што сакаш прави. Ако не го чуваш кучето како што треба, нема да го имаш друже кучето. Замисли се имаш некоја раса на куче дома која што толку многу го сакате и на 4 години го носите со страшна дисплазија на лакти и на кукови и едноставно ветеринарот ви вика за ова единствен спас е друштво, треба почнете на еутаназија да размислувате, затоа што квалитетот на животот на кучето не е добар. За тоа е кинологијата многу битна. Значи се доле да се стигнам, ја ќе ви покажам две бездомни кучиња кај мене. Ало, Јоцо, дојди брат, ампула, нема па, висат крлежи, држи го да го избањам, па ме грија, бе, страф ми е, иди врзи го. Значи, да,
може не се снимаме толку многу и не покажуваме, ама едноставно нема кинолог што не ги сака сите кучиња. Ама апсолутно. јас ја вдомувам, ја сакам, може и нема да се вдоми никогаш да ќе жива и здрава. Ама ме разбирате ли колку битен фактор е уствари не е апеш и некаква екзибиција како што е представена кинологија. Не, ова е наука, наука. Ај вака да видиме од друга страна. Караманите до пред 20 години, до пред Владко и Маријан Костовски. Знаете, на македонците најтешко е некој да се исправи пред нив, тоа е татко ми ќе го спомнам стално, зашто никогаш не сме имале принцеза. Ние најдобрата да ја одбереме, стално 80% од популација, два алија најдоме бе мајко му стара. Ме саѓате што сакам да ви кажам. Тоа се луѓето кои што пионерски се исправија и рекоа, они имаат увид од документирани 14 документарци и 2 книги за историја на Караманов. Владко и Маријан. И се имаат исправено пред македонци, ало, дечки, имате нешто ваше, имате нешто поразлично. Знаете ли тоа колку е тешко да го направите? Некој кој ќе ме праша чива работа беше потешка, твојата или нема, друже. И на Владко крстот голем и мојот крст голем. Сега заедно го носиме. Ние сме организација која што и претходното и ова раководство е у феноменални односи. Само мораме морам јас да додадам дека Владко и Маријан направија еден чекор не ни назад ни напред, него на страна и му го отворија патот на ИКО за да продолжи до самото признавање на раста. Меѓутоа, Владко и Маријан не застана. Они земаа само друг пат и сега прават нова раса. Македонски паничар. Да, македонскиот паничар. Значи, пред нив двајца можам да кажам дека имало кинологија тука со години. Као што знаеме, 23-та година правивме 70 години постоење од Кинолошки сојуз. Меѓутоа, никој не се најде со токава храброст. А зашто кажам храброст? Затоа што ова е храброст да оставиш фамилијата дома, да отидеш на планини со денови и да талкаш по бачила, како што сега го прават истото по домови, по различни градови, села во Македонија, за да го најдат правиот паничар, за да пробаат да ги убедат луѓето, да го искористат во приплод, па тоа да следи со плод понатака и така натака и така. Значи таа жртва они што ја правеа и со се уште ја прават е многу голема. Меѓутоа политиката и другата работа е оставија на нас. Значи ние јас као претседател на Кинолошки сојуз од 2019 година и Ико као претседател на Караман клубот, ние направивме нешто на повисоко ниво, значи на интернационално ниво, што е многу битно за признавањето на расата. Ние ако не направиме контакти во FCI, во комисиите, ако не ги донесеме тие луѓе тука, да ги видат сите единки, не може од Марс да им кажеме дека е паднато ева расава тука, дај се признајте. Ме разбирате? Друштво, оваа кинолошка генерација, мислам, тоа мора да го спомнеме сега. Македонија, знаеме во каква позиција е политичка на интернационално ниво. Јордан, као менаџер, заедно со неговиот тим успеа друштво да ја стави, знаете ли на кој шини, да у FCI, која седат тука Португалија, се коригираме ако грешам, али цела медитеранска секција, да не е проблем вие да видите едно, што знам, Монте Карло ли беше, како еше да гласа за Македонија и слично. И се кажи што донесовте, просто не ми се верува. Убаво, сега што ме подсети, имавме собрание на европска секција, сега во Брно, имаше европско првенство, минатиот на крајот на минатиот месец и ние таму учествувавме со, да кажам, штанд. На штандот беа презентирани двете најбитни изложби, јаве да кажам, и што ќе се случат во Македонија. Едната беше изложбата во Охрид, на која што ќе се презентира Раста Караман и на која што би требало, ние сме 100% сигурни дека ќе дадат зелено светло дека Караманот може да влезе во семејството на ФЦ. Дали имаме датум за таа изложба во Охрид? Да, изложбата во Охрид ќе биде од 4 до 7 септември, на кој каде што ќе земат учество, значи сите карамани, да кажеме, од Македонија.
кои што ќе бидат судени од членовите на комисијата, стандардната комисија и Scientific, научната комисија на ФЦ. Тука ќе биде и претседателот на ФЦ Тамаш Јакел. Тука ќе биде и од азијските земји ќе биде Гопи Кристенсен. Тој ќе биде исто судија. Тие се многу познати кинолошки суди во цел свет, all around. Исто така сакам да кажам дека на таа изложба 4 до 7 кучињата ќе бидат оценети, а на 8 и 9 септември комисиите две ќе имаат состанок. Значи можам да кажам дека тоа е една чест што ни ја приуштија FCI, нивниот состанок да го прават во Македонија, во Охрид. Значи ме разбирате? Тоа е како да кажам, значи нешто што не се случило до сега никај нас, а нормално во поголемите земји тоа е пракса. Се тоа е првата, да кажам, изложба, дешавка што ќе биде во Македонија, а втората, благодарение на екипата со која што бевме во Брно, и благодарение на некои кинолошки судии кои што се многу познати по светските изложби, наши македонски кинолошки судии, кои што лобира, да кажам, во странство за ова да се случи, да добиеме глас. Исто така бевме претенденти за европска изложба за 10 раси на кучиња да дојде во Македонија. Ние бевме едни од кандидатите. Друг кандидат беше Црна Гора. Ќе ви објаснам што значи европска изложба за 10 кучиња. Трет кандидат беше Сан Марино и четврт кандидат беше Естонија. Значи од сите овие сега што ги поменавме, Македонија, Сан Марино и Црна Гора припаѓаат на исто семејство, иста секција, ние членуваме во ФЦ во секции, медитеранска секција. Значи Естонија е во европската секција, да, меѓутоа немаат балтичка секција, него тие се балтички земји. Сега, балтичките земји и нордиските земји знаеме дека се многу блиски. Значи тие секој пат гласале за себе и тие секој пат како на Евровизија. Да, буквално оригинал, Евровизија. И што направивме ние? Што успеавме ние? 4 дена штанд. Не знам колку луѓе се свртеа таму. Нашето гостопримство, кој што каже и значи да не кажам беа угостени до максимум. Знаете, имаме добри спонзори. Бучим Козјак, ќе кажам дека ни беше спонзор со сирење, со млечни продукти, на друго и не знам сега. Мислам самото сирење, ајбарот од Вори, од Гевгелија, Мики, наш член. Значи нешто има во ајбарот сирење, тоа да не ја спомнам и ракијата. Дефинитивно, кај без неа не идеме. Ракија connecting people. Баш така. И сите луѓе што доаѓа, вклучувајќи ги и по најбитните луѓе, значи претседателот на ЕЦија и заменикот Јипинг, од италијанскиот сојуз Дино Муто, австријскиот сојуз, значи сите тие не посетија нас. И сите има одлични импресии. Не од овој штаб. Ние тоа го правиме со години. Значи од 2019 година кога сум јас дојден како претседател на Кинолошки сојуз, ние имаме до сега минимум 3 или 4 битни првенства, светски и европски, каде што настапуваме со наш штаб. И видовме дека тоа е многу битен момент во целава лоби, во лобирањето. За на крај да се договориме дента пред европската секција, да настапам јас на имаме состанок со медитеранската секција, во која што членуваат преку 20 земји, меѓутоа на тој состанок беа 14. Некој Црна Гора. Ние се договоривме, за прв пат се случува, значи сега и кога кажам менаџерски способности, ја не се сметам така, меѓутоа еве убедлив сум. И за прв пат се договоривме да настапиме како единствен. Да, браво. Затоа што сме огледале тоа до сега многу пати. Азијската секција секој пат настапува единствен. Не знам, европската секција, тие нордиските земји официјално не се посебна секција, меѓутоа се заедно и настапуваат заедно. И сега што да правиме ние? Мораме да стапиме заедно. Направивме некој договор помеѓу Сан Марино и нас,
Сан Марино се повлече во наша корист, значи ова го правиме дента пред официјалното гласање, со тоа што самото тоа кога Сан Марино дојде кај нас, италијаните ни дадоа поддршка, французите ни дадоа поддршка, ни даде Кипар поддршка, ни даде Грција поддршка, ни даде Израел поддршка, значи тие се лоби групи кои се држат меѓу себе. Години назад, така да ете јас можам да кажам дека искрено бев многу задоволен затоа што овие луѓе единствено настапивме на гласањето и се деси еден преседан таму, може да кажам, по презентирање на имавме видео каде што го презентиравме Македонија, презентиравме каде ќе се одржи таа изложба, зашто би требало на нас да ни дадат изложбата, така натаму. И на првото гласање ние излеговме као победници со 18 гласови за, 16 гласа имаше Естонија, 3 гласа имаше Црна Гора. И сега не најдовме разбирање од црногорците за да ни ги дадат тие гласови. Тоа сакав да прашам зашто они предпоставам се исто во медитеранската група, ама сепак Да. И не најдовме на почетокот, да ни веројатно сака да си ги провериме силите, видовме кој е до кај и како е. На второто гласање имаше некои нерегуларности во гласањето, не знам, било напишано името на нашата држава другачие, не знам како, го поништи и тоа баре. Онда третото, што беше најинтересно, според статутот на европската секција, пошто секоја секција има, мислам секој здружение има статут. За да победиш во гласањето треба да имаш 50% од гласовите плюс 1. Сега, вкупно на тоа гласање беа 37. 18, 36. Да. Плюс 1, 19,5 требаше да има. А имаме 19. Што се случува? Пошто 50% од 37, 18,5, нели? Да. И уште еден, 19,5. Немаме 19. Да, за математика. Немаме 19,5. Заокружи 20. Максимум 19. Овие гласаат кај естонци 18, кај нас гласаат 18, еден неважичко ливче, не знам што. И морам да го пофалам, мислам да го пофалам, да се заблагодарам на председателот на FCA, таму Шекел. Значи стана човекот, вика, ова не е добро, вика, треба да има просто мнозинство. Да, значи, ако да. нема доволен број, што до утре ќе гласаме кој? Да, како за папат. И баш така. Бања више, слушај, кинолошката политика у принцип е комплицирана многу и многу ми е мило што го слушате вака подетално, затоа што знаеш, отишол Јордан се добро, добивме. Дечко, добивте Европско првенство 28 за 10 раси. Не само тоа, него да стане, например, сега председателот на Светска федерација да те поддржи и да издействува посебно кога има пола, значи не е јасна Да ситуација. издействува промена на статут. Значи тоа е, не разбирате? Значи гледа се. Он го кажува тоа, дека треба да има просто мнозинство. Статутот не е наведен. Така. Ние го прекинуваме ова гласање. Гласаме сите членови 37 за промена, дигаат сите рака. Кој изгласуваме, за на последното гласање, тоа е пето поред више гласање, 19 за нас, 17 за нив, некој веројатно не гласал, ние имаме сега просто мнозинство и официјално ни го дадоа да го правиме Европско првенство за 10 раси во Македонија. Сега да појаснам што значи за 10 раси. Оригиналното Европско првенство, ние, на жалост, немаме прво ни инфраструктура, немаме можности да организираме изложба од тој ранг. Значи, Европско првенство доаѓаат од 15 до 20.000 кучиња. Значи, тие треба да ги сместите. Прво, тоа е многу големо. Значи, очекува ваква цифра. Да, тоа е туризам. Значи, кога се прави таква некоја си манифестација, бенефит имаат прво сите што се околу местото на одржување. Од хотели, од ресторани, од чуда и тоа со недели. Сега, тоа се многу туристи кои што треба да дојдат и треба да остаат голем дел пари. Сега, Европското првенство 28 се одржува во Данска. За наша среќа,
Во данската држава има забрането некои раси на кучиња кои што не можат. Бракицефални што се или не? Значи тоа се Агресивност, нешто? претежно они ги викаат агресивни раси на кучиња, меѓутоа ќе ви кажам дека шарпланинецот е еден од тие. Значи шарпланинецот е еден од тие раси на кучиња кои што они ги сметаат за агресивни. Ние како кинолози мислиме дека нема агресивни раси на кучиња, има луѓе агресивни кои што ги прават, нели така. Меѓутоа ќе напоменам неколку раси, како што е прва ќе ставам шарпланинецот, ние сме засегнати пошто ние сме земја домаќин на таа раса заедно со Србија. Тука е средноазијскиот овчар, тука е кавказецот, тука е аргентинската дога, тука се стафордите и така натаму. Значи тоа се раси кои што таму се забранети. И имав едно интервју и вика muscle dogs, демек јаки кучиња и така натака. Популацијата ние тие кучиња е многу голема тука кај нас. Како всушност ги придобивме Австрија, да речеме. Австрија гласаше за нас. Како ги придобивме? Ги придобивме со тоа што кажам статистика. Статистика многу просто. Значи држави кои се околу нас, како што е Србија, Бугарија, Грција, не знам, Црна Гора, Хрватска и така натака. Кога ќе собереш бројката на кучиња кои што се родени минатата година само е фрапантна од овој тип на раса. Значи ќе кажам само дека Стафордот, амерички Стафорд, минатата година во Македонија, во Србија, во Грција имало негде околу 900 единки. Пазете, 900 единки. Шарпланинци во Србија 300 кучиња, кај нас 100 кучиња. Вамо Босна, Хрватска, ние сме стигнале до бројка од 500 кучиња. А додека во Естонија они презентираат како се вика, презентираат статистика и напишале тамо од 2015 до 2025 година. Уствари тоа последните 10 години имаме 5. Еден шарпланинец. Еден шарпланинец. И сега мене буквално јас отидов тамо со еден друг говор. Значи со Ико разговаравме, спремавме како да го направиме пошто он е поискусен за таа работа и спремавме некој говор како да ја презентираме државата, на што да се осврнеме, дали туризам, дали добра храна, дали буквално 15 минути пред презентацијата. Тогаш ми кликна, го гледам флајерот вака пред мене и ми кликна. Чекај бе, овие викаат од 2015 до 25-та. Па ние викам и ја издавав на едно ливче напишано, ќе видите има презентација. И кога почнав да им ги кажувам бројките, ама им напоменав 10 пати. Ова се бројки за минатата година. Ова е статистика за минатата година. За минатите 10. Луѓето нема што више. Значи, ако идеме на таа карта дека треба да направиме една манифестација која што ќе биде богата, која што ќе биде посетена, тоа е државата, нема плюс да не кажам гостопримство, храна, поевтино е нормално данска 100 пати. Така да, ете, успеавме. Самиот бензин ги информиравме све, друштвото. Ако сакате да дојдете дури па не можете и да одите и одмор да продолжите. Сакате према Медитеран, сакате према Црно море. Ја исто многу, мене лично што ми е многу важно што сакам да го додадаме оваа ситуација дека Кинолошкиот сојуз на Македонија има феноменални односи со сите кинолошки сојузи на Балканот. Ете, има и некои примери кои што може комотно да се земат од нас. Апсолутно. Вие знаете Македонија, Грција, Бугарија, Србија, таму како знаат унисоно да настапат. Како никогаш на нигде на друго место. Браво. Знаете, може. Меѓутоа со нас не. Значи, ако го отворите сајтот на FCI, ќе видите таму дека името кој што е запишано во FCI е Кинолошки сојуз на Република Македонија. И тоа не е сменено. До ден денес, да, ние потекнуваме, доле пишува од каде. Да. И која држава, меѓутоа нашето име е Кинолошки сојуз на Република Македонија. И ние не го менјаме. Ама никој нема проблем со тоа. Знаеш, кинологија не меша политика. Официјална политика и едноставно тоа треба да остане така. Многу сме горди исто така на тоа. Знаеш, тоа е пример кој што може би е исклучок. Буквално од сите сфери. Ама одличен пример каде што, како што кажеш, има и политика, имаш и имиџот на државата, еве има конкретни резултати, туризам,
плюс промоција на Па ова се, јас ќе ви кажам дека на ова е европско првенство за тие 10 раси, ние очекуваме негде бројка околу 1000 до 1200 единки од, нели, различни раси. Овие се што ги спомнавме, 10 раси. До сега кај нас, например, нашите изложби, најголема изложба што сме имале до сега, мислам беше 22 година, одма после короната, кога, да кажам, луѓето беа желни за спорт, за да ја покажат за дружба, да покажат што направили и така. Имавме негде околу 800 кучиња на интернационалната изложба во Борис Трајковски. Оваа бројка би требало да достигне до 1200 и мислам дека ќе биде нешто што до сега не се случило кај нас. Сигурен сум доколку сме ние инволвирани во целата организација, тоа би било на највисоко можно ниво и би било за пример на останатите земји во Балкан. Знаете, со ова ги ставивме не само Македонија на шините на гласањето, пошто е битно да кажеме дека вакво нешто никогаш се нема случајно на Балкан. Значи не е ова нешто, го немало 5 години па дошло у Македонија, не друже. Прв пат доаѓа у југоисточна Европа. И се замислете, дај Боже, али мислам, прилично сме убедени за тоа што нашите критериуми, сите што се за признавање за раса едноставно се исполнети. 2025 година условно признање, зашто тоа е процедурата. Да ја објасниме исто така, сакам оваа прилика, кога ќе се собереме на датумот кој што набрзо ќе го објавиме измеѓу овие во септември. Значи да нема забуни, ми се случи некоја мала забуна со претходниот пост која напоменав дека пола од потребната популација во контекст на PhD, докторатот на научниот соработник доктор ветеринар Димитар Божиновски, ви кукавам ова дека стигнам до името, 64 кучиња е минималната мандаторна бројка. Меѓутоа ние располагаме со многу поголема бројка и едноставно сите луѓе што имаат карамани се поканети и се добре дојдени да присуствуваат на таа манифестација. Таа манифестација не е само обично признавање на раса. Раса на куче е, друже, национална гордост. Значи една од оние обележјата постојам, мислам кај наш планинецот е на дена. На еден дена. Можеме да посведочиме дека и други председатели на други големи држави, кога при посетите едни на други си ги поклонуваат меѓусебно националните раси со кои што располагаат. Е сега, вака, пошто сум режисер, ајде да направам некаква паралела. Ако има, рецимо, од приближно исто време постојат, пак ќе ви кажам за бројки, нема своја слава страна ми се, Америчката академија за филм, која што го организира Оскарот, ако има 3-4 илјади луѓе, цирка за сите категории до сега добиено Оскар, во семејството на ЕФЦ има само 356 или 4 раси на кучиња. Сега, не подценувам ништо, Боже сачува, него само ја кажувам, големината пробувам да ја доловам на сето. Која е процедурата? Многу се големи условите. Многу се, значи ригорозни се 20 години постоиме. Ова го имаат започнато браќата Костовски со првата генерација, имаме еден од гледувач кој што замислете од таа генерација кој што е се уште активен, сакам и него да го поздравам во оваа прилика, господинот Дејан Василковиќ. 20 години е процес, друже, без 5 години е четврт век. Значи 20 години работа ќе ја презентираме и ќе покажеме што имаме. И ама не застанува тука. Не застанува. Тоа е моментот. 10 години е периодот на условно, вие од кога ќе влезете како условно признаена раса, имате период на 10 години кај што ве евалуира FCI. Значи ние го чекаме фактички почетокот на евалуацијата, така? Разбрав, значи, или више не, они го евалуираат процесот од кога ќе бидете условно признаени. Тоа, добро. Гледаат колку сте пријавени на изложба, така? Како има, али у принцип вие од кога ќе влезете условно веќе, само треба да продолжите работа. Така, и за 10 години може на некој му се чини многу, али вака знаејќи што ние имаме поминато, викам, добро друже, тоа е, вака, ти. Добрата дефинитивно.
Сам да ви кажам дека тешката работа е да се влезе условно. Тука е, мислам, пречките Да, кои да, што треба да, да да. се скокнат. Значи сега идеме како условно призната, а после треба 10 години да пройдат да идеме за призната. За официјално признано, Значи. да. Дали сите балкански држави имаат собствена раса или собствени раси? По сите имаат. Ние сме, можем да кажем, единствени кои што излегле од Југославија без своја раса. Значи, шарпланинецот е буквално ние го делиме со србите, Да. меѓутоа има тука кучиња кои што се останати од Југославија, значи црногорскиот гонич исто така. Имаме, не знам, во Босна, имаме во Хрватска, имаме крашки овчар во Словенија, значи далматинец и така натака и така натака. Значи тука има многу раси кои што секој си ги поделил, меѓутоа ете такви биле структурите у тоа време, веројатно не се избориле доволно за да имаме и ние раси. Секоја чест на сите што било како помогнале во овој процес. Затоа што ние македонците, знаете, се цело време ги предупредува моето членство во клубот. Викам, слушајте се, ќе се појавувате побрзо предавниците. Знаеш, мора македонци сме, ама зашо збориш така? Ама друже ова, она, викам, друже, знам ја како значи кога водиш куп македонци, не може, не е природно. Дајте, пуцајте, викам, дајте малку порано само, Да, немате да, пред да, септември, да се видиме кој како до кај. Ме саеш, Ја ги живеј се, збука. да, добро, кој како си со своето. Не се, сите се добре дојдени. Јас знаеш како, секогаш кога се заблагодарувам, викам фала на оние што ме сакаат и што ме поддржуваат, Ама во фала ред. А најногу фала на оние на што не ме сакаат и не ме поддржуваат, не, видиш. зашто немаше да бидам овој човек што Така е, сум денес, така е, друже. апсолутно. Значи ако немаме и такви, да кажам, нема да не освестат до негде, да кажам, за да почнеме уште повеќе да кажеме. да, да, стимулира. Точно, точно. Стимулира. Немаш ти ме застанеш, друже, за Македонија да газам. Да, Знаеш да. што се сум Да. спремен да направам. Да. Баш така, буквална смисла на зборот. Ние, ја ќе кажам за мене, аз знам дека Ико е еден од тие луѓе што малтене трпи фамилијата ради овие четвороношци. Да. Тоа е, не ќе да го кажам преска така. Трпи фамилијата. Да. Меѓутоа, ние сме борци, еве да кажам, ќе мораме да го истераме до крај, значи нема сакаш некеш, сме Да, се да. нафатиле, мора да го истераме и ќе го истераме, благодарение на упорноста прво, а после и на квалитетот што го имаме и на поддршката, ќе кажам, од структурите и на власта. Значи имаме ние сегде луѓе што ја ценат, што ја гледаат и ја ценат и ја валидираат работата Да, што да, ја правиме, така да не сме сами. Сакам да нема забуни во однос на тоа, сам да кажам дека во многу работи сме пионерски. Кога Јордан ја спомнува државата, во овој процес е направен комплетно приватно. Единствената поддршка на Кинолошки клуб за македонско овчарско куче Караван бил Кинолошкиот сојуз на Македонија. Значи, обично раса За жал, која да. се прави, доаѓа држава и ти вика што ти треба? Ти треба 40 бокса. Да, еве ти 40 бокса, ти треба толку и толку храна, ти треба. Сега сакам да додадам нешто, тука не е пред камера, ама со нас од моја лева страна, близко до моето срце, е и присутен господинот Југослав Крстич, кој што секој месец ја обезбедува храната за во центарот, кај што се одгледуваат и размножуваат и лечат и све што им треба караманите. Човекот има 2 вештачки кука, до пред скоро време сам со колата, тука апсолутно мораме да се заблагодариме и на господинот Владимир Тодорович, собственикот на компанијата Тинекс. Они се тие кои што застанаа позади нас и така ова се случи буквално. Значи, ова е до голема мера приватен проект кој што без малку Кинолошкиот сојуз заедно со Кинолошкиот клуб за Караман ќе го поклони на државата за сите идни генерации од горта. Ако продужам ќе се расплачам, ама мене не ми се верува на моменти стварно. Знаеш кога стига до крај. Треба да имаш муда. Извини вака што ќе. Така. Не, така. Треба да можеш. Да. Треба да можеш да го земеш ова да го носиш. Да. И уште еднаш стварно му се извинувам на семејството мое. Прво мислам тука снимаме, тука најмногу дојдовме заради караманите. Да. За да можеме да одговориме на платформата за ревитализација и презервација на македонското овчарско куче Караман.
И значи Да. може. Да. Може. Треба само да сакаш, треба само да бидеш упорен и треба да немаш бидеш цврст. мисија. И треба да бидеш цврст. Мисијата Да. е најбитната работа. Да. Значи ние имаме мисија, сме го зацртале ова и ќе го истераме до крај. Значи мисијата е таа. Македонското овчарско куче Караман да влезе во семејството на расни кучиња во FCI како прва самостојна раса на Македонија. Значи, како што кажав, шапаницот го делиме со Србија, Да, меѓутоа ова е прва самостојна раса, македонска наша. Да. И тоа е нашата мисија. А вториот дел од мисијата е кинолошкиот сојуз да биде ставен на мапата на сојузи кои што се респектирани и кои што имаат некаков глас и значење кој ќе одиме на тие собранија и така натаму и така натаму. Да не третираат како овие се земји од трет свет и апсолутно. као овие се, ајде, да не набројувам се. Да. Не Ама беше еве лесно што тоа јајце кажавте, да се снесе. Да. Меѓутоа со самата потврда, сама потврда за таа работа од овие 6 години е тоа што за прв пат 13-12 земји кои што ние не сме можели ни да сонуваме дека ќе ни дадат глас, Да. значи се свртеа на нас затоа што не респектираат. Да. Да кажам, ајде, Што е и мојот тим моментален што Да. работи во Што е добар показател или можеби лекција и за политиката, наша политичари, да си речат чекај како можат овие дечки со сопствени сили и со сопствена мотивација и труд да кажат окей, од иста држава сме, ама можеме да направиме многу повеќе. Сепак гледаме нешто револуционерно. 3D принтер кој што вади Тоа не го череп кажавме ние. од Кажи да нема западни ја го кажам натворно. 3D принтер вадиш од череп на куче, што иновација Ние ги климаме со глава само ова не го кажам. на светска кинологија, мислам е Да, иновација. дефинитивно. Што до сега секогаш се работело на черепи, значи знаеме и анатомија, како се учи остеологија и така натаму. Денес правите нешто стварно усвоја, приватно, мислам, Прави, со не. тие Нема сите- македонеци Нема, што не чувал така е, Караман, така е. а не е дел од ова. Барем ние така сметаме. Не, Може да дознаат само повеќе доколку почнеме малку повеќе да се, ајде да не кажам, промовираме. Затоа што мислам дека најголемиот проблем кај недостапноста што ја мислат луѓето према кинологијата е тоа дека ние не се промовираме. Значи гледаме дека има здруженија кои што се многу гласни, многу се за жал. промовираат. И ја Не узурпира се има и темата. многу Не за жал. искрени меѓу Има нив. искрени, Многу и точно. добри, функционални Да. луѓе таму. Ние сме малце трнати на страна затоа што не сакавме промоција. Меѓутоа гледаме дека без да се појавуваме во јавноста, без вакви подкасти, вакви емисии, значи луѓето имаат комплетно друго мислење за тоа што ние го работиме. Да. А ние имаме сосема друга мисија, Да. еве да кажем. И ова е заштитарска, бе, дружа. Пи кажам, до пред 20 години пак ја повторам. Ова беше бездомна популација, Да. кој знае од која. Да. Благодарејќи на селата има преживеано и на луѓето, пошто Така. функционални ги сакале, имале однос, така се преживеа. Да. Сега е вдомена. И тоа не е вдомена само кај нас. Да. Сега е вдомена у свет. Така, да. Не, Да. сакав да кажам за жал, зашто еве јас тоа го осетив и кога почнав да снимам подкасти, беше една од мотивациите и нивните реакции на тие некои мал дел од ама најгласните за жал, па ќе кажам, зашто се многу гласни, многу бучни, луѓе кои што воопшто не се во светот, зборам професионално или барем научно немаат пристап научен кон оваа проблематика. Значи кога ќе кажеме дека кинологија е наука, кога ќе кажеме дека имаме правила, дека имаме стандарди, дека имаме познавање, тие луѓе имаат многу голема љубов према животните исто како нас. Одредени. Добро, одредени. Има некои, знаеш каде? Знам Јордан за кој збори, јас стално, знаеш како викам? Абе ме обвинуваш, ме пишеш, немам време да се карам со тебе дека сум бил бизнисмен. Така. Куче немам, имам 2 или 3 кучиња продадено само на луѓе на кои што не сум можел
да донесам одлука како ќе ги чува, па добар филтер е тоа, знаеш, ако платиш. Секогаш. Значи, пак не сакам да зборам за трошоците кои што на семејно ниво ги. А која ми беше уствари поентата? Стално им викам, друже, нашата сметка у централен регистар можеш да идеш да ја земеш у било кое време. Можеш да видиш ние со 20 години со кој буџет имаме работено. Друго ми е прашањето. Можеш ли ти твојата сметка да ја донесеш? Да има чива љубов е платена. Ме сваќаш која ми е поентата? Па, ја ќе додадам само една работа. Значи, Кинолошкиот сојуз работи по свој статут, по своји правилници. За да постанеш одледувач и да земеш да одледуваш одредена раса, мора да пројдеш низ еден тест период. Значи, треба да идеш по изложби, треба да идеш на семинари, да те едуцираат луѓе кои што веќе се у таа работа. Треба да знаеш ветерина, нормално. Кога ќе дојде време да се коти кучка и така натаму, треба да ги знаеш што треба да постапиш за да и благосостојба на кучката и на кучињата да биде како што треба. Значи, ние имаме толку ригорозни критериуми што други не можат ни да замислат дека тоа е така. А сепак не обвинуваат нас како кинологија, кинолози за масовна продукција на бездомни животни. Јас проста математика вика не знам математика, проста математика ќе ви кажам. Како е возможно ако годишно извезувате 3000 и плюс кучиња во рокот 10 години, а ние како Кинолошки сојуз произведуваме најмногу била во времето на короната 2500 кучиња, а просечната бројка се движи од 1800 до 2000. 10 години вамо по 3000 и кусур, а вамо по 2000 и кусур. Како можеме ние да создадеме таа популација? Значи, вие извезувате 3000 и кусур, а ние произведуваме 2000. 10 години? Ме разбирате што така, апсолутно. Плюс, една работа е таа, втора работа. Како ти ќе купиш или ќе земеш или не е битно, еве ќе кажам, малтешка пудла, малтезер, убаво куче, бишон, не е битно, расно, квалитетно, што кошта многу пари да го купиш на. Апсолутно. И ќе ти текне некој ќе го пушти на улица. Ова Јордан гротескно го спомна малтешка пудла. Не знам како раса. Не постои малтезер. Ние раса измисливме. Високо нога малтешка пудла во област. Балкански малтезер. Балкански малтезер или миниатурен померанец. Да, што е тоа? Каде е тоа? Значи, се разбираме. Сакам да кажам за јавноста да знае дека ако сака да поседува раса, да поседува куче кое што е здраво, кое што е квалитетно, треба да се земе расно куче со педигре од реномиран, испитан одледувач. Не од било кого, не од тој што се рекламира на не сакам се портали или било што. Значи, продавам тоа и тоа од врвни шампионски родители. Кои се кај се здравствени тестови? Кој е одледувачот? Дали стои позади него? Дали потпишал договор за по продажба и така натаму. Па после ги убедува да не ти давам педигре, кошта тоа скапо, земи го вака, усвари он нема педигре. И уште една работа сакам исто на сите, тоа не значи дека не треба да ги сакаат тие што веќе ги имаат тие кучиња дома. Ама и знаете исто од што пропативме она, многу сакам вика да го спарам. По 10 души ми се јавуваат, не, зошто ве му викам сакаш да го спариш? И видиш, сакам да видам моето што ќе дај. Му викам, слушај, што мислиш дека нешто што си го платил, што кошта реално 2000 евра, си го платил 200 евра, мислиш дека, што знам, од Фичова ќе роди Ламборджини? Друже, сакај го. Едни гумени чизми да ти донесам чамец да ми направиш. Мислам, ме знаеш? Така. Пак ќе кажам, сите кучиња треба да бидат сај. Нема куче и нема живо животно, нормално доместифицирано, што не заслужува дом и љубов. Многу се тешки оние моменти кои ќе треба на дете да му објасните дека на 4 години паднало кучето, не може да се исправи више, ветеринарот инсистира да се успие. Можеме да ги превенираме овие работи. Епилепсија, чуда, не сум епилеп, да видите, не сте свесни епилепсија кој има па големо куче. Па и мокри додека има напад и све.
Со мои очи ги имам. И немаш што да му кажеш, викаш од каде е? Да. Обе брат, од таму, знаеш, сум го земал, сум го се знаеш, а тестови прашали од родители, се консултирали со некој од кинолошки сојуз. Некој кинолог најде ли за тоа? Многу битна работа само да догаѓа. Денеска баш имав, сега не знам уште колку време имаме. Имам. Денеска баш пред да дојдам тука седе со луѓе, еминентни луѓе, доктори, разбирате, и увезле, купиле кучиња од надвор, педигре обично. Значи, вие кога увезувате куче, кога сакате да земете од друга држава, да кажем, вие прво што треба да направите е да побарате експорт родовник. Да. Значи, тоа ви следи. Експорт родовник значи дека вие легално може да го донесете тука кучето и да го регистрирате кај нас. Исто како што и да има легално вакцинации со микрочип од таа држава и така натаму. Чим вие ќе се дојдете у ситуација тој што ви го продава, ви го препродава, прекупица или било што, да ви каже, слушај, ти ќе си го микрочипираш у Македонија, полесно да го внесеш. Значи, тоа е превара. Бегај од тоа. Значи, бегај, одмах. Зашто? Затоа што на тој начин не знаеш ни кој е одледувач, не знаеш дали е вистинско педигрето од каде што е земено куче, не знаеш кои се родители. Кој ќе го спариш со друго куче, не знаеш дали тие се во сродство. И тука се дешаваат тие проблеми. Тука генетски болести, инцести и така натаму. Значи, вие педигрето и документацијата која што ви следи, ако купувате од странство, пак ќе ви кажам, дома е најубаво да си земете од дома, имаме ние добри одледувачи, екстра одледувачи на светски изложби и победуваат. Така да, значи, ние имаме квалитет. Немој да мислите дека ако купите куче од странство, дека баш ќе биде... Да, па за жал, да, таа промоција исто така можеби недостасува, не знам. Од 2019 навака, Кинолошки сојуз ги мотивира своите одледувачи со тоа што доделува субвенции. Значи, ние доделуваме субвенции за секој оној што сака да отиде надвор, да види прво за што се случува на тие изложби, да види со каков квалитет ќе се сретне во рингот, да научи. Значи, ние доделуваме субвенции на македонски излагачи. Со македонски одгој. Идат таму, гледаат, ние сме до тука. Сега, до 2019 година, ќе ви кажам дека на прсти се броја луѓето што има успех. Да бидам поскромен, еден од тие сум јас, 2013 направил прв светски шампион во историја на македонска кинологија. Од 1953 до 2013 не постоело во ниедна раса. Значи, јас имав доберман кој што беше светски првак во Будимпешта во 2013 година, млад светски. Значи, од таму, од таа година навака, имало тук тек по некој со собствени средства. Меѓутоа, во 2019 година, на моја иницијатива, со мојот тим, управниот одбор и тие луѓе што се инволвирани во Кинолошки сојуз, а голем дел од нив се и одледувачи, и суди и така натака, донесовме одлука со која што ги субвенционираме сите оние што сакаат да напредуваат. Многу јако. Сега, од 2019 навака имаме секоја година минимум 3-4 европски, светски, клубски победници и така натака и така натака. Оваа година ќе ви кажам дека Куманово, например, како регион, рипна на многу високо. Да, тоа високо, многу интересно, имаше артиколи да читам. Да. Затоа што од Куманово имавме пудла која што беше квалификувана прва во својата класа. Имавме од Куманово мислам дека беше Бостон Териер, кој што беше папи европски првак. Имавме од Куманово, тоа е мој одгој, значи меѓутоа собственик е Дарко Колески, кој што беше млад европски првак. Значи тројца од Куманово, а да не ги заборавиме и другите имаме од Прилеп, имавме од Скопје и така натака и така натака. Значи ние оваа година дојдовме со 4-5 титули од европска изложба. А да не правиме муабет дека сега следува и светската и така натака и клубски. Значи инвестираме тие пари што ги заработуваме од изложби, ги реинвестираме во нашите одледувачи и излагачи. Да. Така иде. Да, квалитетот на организација, така се апсолутно. работи.
Инаку исто сам да кажам дека пошто сме непрофитна организација, немаме плата, никој кинологија не работи за плата. Да. Значи тоа е исто нешто што треба да се напомене и да се знае. Ниту тој како председател на Сојуз, ниту ја како председател на клуб, ниту па било кој од председателите на клубовите и друштвата во Македонија, кинолошки. Може и затоа не може да разберат некои луѓе, ама тоа е. Да, на некои луѓе им е чудо, на некои луѓе им е чудо, да, добро, луци тоа. Па мислам тоа лудоста со гениалноста е најблиску. Од 0 до 360 тука. Ја повише се фаќам на кај лудо, да, гениалното е комплицирано. А како последно прашање, би сакал да ве прашам околу статистиката, дали имаме сега бројка, дали знаеме, сега не знам кога ќе умре куче некако, дали не се отпишува, тоа е претпоставаме заведено ради потомството. Да, на жалост, мислам, тие што се одгледувачи совесни, тие што кај нас се значи регистрирани, што знаеме, а има доста такви, кога ќе умре миленикот, го одјавуваат, значи го носат родовникот во Киношки сојуз и тоа е процедура, треба да се донесе по правило. Да, и поништено се ова. Меѓутоа има и такви кои што пробуваат, меѓутоа тете ја ќе кажам сите ме викаат ја дека сум бил инспектор Геджит, па да, како вика може све што не треба да дознаам. Ја не знам стварно. Ја стварно не знам. Врапчиња ли ми кажуваат што значи пробува да игра со истото педигре од ама не играме знаеш каква глупости се наша на оглас може да најдеш. Знаеш какви глупости. Ти иди го продаваш. Абе на оглас го тој како пасош да продаваш на оглас. Ти го продаваш на оглас. Извод од матична книга на родина, на син ти, например, и на керка, ти го ставаш на оглас и викаш го продам. Како така? Не може. И за среќа, па тие сите доаѓаат до мене многу брзо. Значи и одма делуваме, ние имаме тело Киношки сојуз, дисциплински орган, кој што си функционира на најдобар можен начин и таму се луѓе кои што се ни политички определени, ни, значи буквално нема кај нив ни лево ни десно. Значи, си ја тераат работата, има правилник за дисциплинска, и го викаат човекот, зашто си го ставил, ја не сум, не доаѓа, се казнува и тој човек нема веќе никаква допирна точка со Кинолошки сојуз. Значи, ако бил одгледувач и сега ги продава педигрина, значи ти не си достоен да го представуваш, да представуваш ова институција. И нормите кои што таа институција ги формира, ги прави за наредни поколенија. Значи ти можеш само да бидеш брука за сојузот и ние се дистанцираме од тебе. А нормално е дека поднесуваме и после тоа до надлежните институции да си делуваат за измами и за такви работи. Да. И сега прашањето ми беше околу дали имаме статистика колку педигрирани кучиња имаме во Македонија. Во моментот за тоа е во моментот сега точни бројки не можам да кажам, меѓутоа доколку ние произведуваме околу 2000 единки и како меродавна бројка се земаат во претходните 10 години. Значи ние имаме негде околу 20.000 кучиња кои што се, да речеме, живи и кои што се со свој собствен. Значи, доколку ја земеме бројката дека од Србија, од Бугарија, од Грчка, од не знам од каде се увезуваат годишно негде уште прилика 500 единки, во наредниве не повеќе. Па знаете што, тој пат на движење не завршува во Македонија. Тоа е проблем. Значи тој ланец завршува во земји кои што ги плаќаат поскапо кучињата. Како што е Грција, како што е Кипар, како што не разбирате. Значи, ако идат кучињата од Србија, транзитираат низ Македонија, остануваат дел од кај што може овие прекупциве да заработат повеќе пари. И на среќа Македонија нема голема бројка. Значи, тоа е негде околу 500 кучиња, што за некој си период од 10 години би била 5000, што, например,
дел од тие ќе угинат, пошто доаѓаат од неиспитани одледувачници едно друго, значи со здравствени тестови. Тие се со експортно педигре или не се? Не. Аха. Експортни педигриња на годишно ниво. Тие се уствари куќиња што доаѓаат без никакви документи. Така. Добро, тоа е се разлики. неофицијално да Од кажеме папи милери се така, требаше, не се од Да, гледувачите. Ланска година сме имале 16. Аха. 16. Прекланска година сме имале, например, сега харикирам, не знам точните бројки, меѓутоа не сме имале повеќе од 20. Тука збориме со експортно педигре, Тоа е што се експортно, регистрирани, што се регистрирани со кај сите нас, правила и со прописи Сојуз, уствари правила како и што би прописи, требало. да. Толку малку. Малку, да. 16 на цела Македонија. Да. Па мене 90% од клиентите ми викаат од Србија ми е куќата. Да бе, ама на нив им даваат обичен родовник или не им даваат родовник и или му вика Они се у тие 5000 Да. уствари, моиве. да, у задниве 10 години да кажам. 16 Да, годишно. може. Нема никакво. Тоест, но или има еден феномен што луѓето го имаат куќето, го чуваат дома, педигрето, си има педигре, нема проблем, си вика. Ама све. српско. А, не, македон. Не, српско или Српско. не е битно. Добро. И вика, имам, да, како немам, и го пријавува или бара експорт родовник кој ќе треба или да се спари или кој ќе некој да му се пофали дека има, па ќе ти рече, бе, слушај, ова не ти е валидно. Да. Тоа ќе се јави, па чекај да го А направи. нема лимит колку... Не. А, може у Не. било кој момент да го направи? Да, може у било кој Аха. момент. Ние сега ставаме некои правила дека до одредена возраст, пак не можеш да му забраниш на човек, ама до одредена возраст ќе биде поголема цена, после таа возраст поголема цена за носификација. Да. И луѓето за да сакаат За да ги мора мотивира да ги мотивираме да одма да го направи тоа. 400 Да. денари, ќе кажам, например 400 Не бе, денари ти е мислам, нострификација, смешно Ама 400 смешно. денари, Да, 400 денари да нострифицираш, да ти влезе Да, во родовна книга македонска. Не ни Сега ти претева. ако Да. не сакаш, ако се заборееш, за 2 години ќе ти кошта 100 евра. Да. Тоа е Така. работа. А пак ќе кажам, Македонија има најевтин родовник. Значи во регион. Еве Србија многу ја споредуваме затоа што они се гиганти, они се Да. еве бројка ќе ја кажам само. Ние произведуваме 2000, они произведуваат 65.000. Се разбираме? Да. Сега тоа е најдоброто. Ние кога сме имали 2.500, они 65.000. Еве ланска година имале 35, а ние имавме 1600. Да. Значи тоа е фрапантна бројка. Неспоредливо. Неспоредлива. И тоа е тоа. Не можеме на друг начин. Фала ви многу за поканата и за све што можевме да Фала кажеме. ви на вас за и- одвоеното време и имам уште милион теми, ама фала ви супер. Ова стварно е најактуелното, најновото, најдоброто и се гледаме во Охрид во септември. Секако и би било интересно да направиме уште некоја емисија, не само околу кинологијата, значи има и други аспекти од Апсолутно, кинологијата, како што е грумингот. Да. Така? Да, одлично, супер. Значи можеме да направиме затоа што под нас паѓаат сите тие под Дисциплини. дисциплини, да. Да. Како што е и еве ќе кажам хендлерингот и грумингот има на светско ниво, значи има светско првенство за хендлер, има FCA Youth каде што младите представуваат, има Flying Dog, тоа е значи исто надпревар, има во работа EGP, BH, еве се ова со грумингот, значи има светско првенство за груминг, така да FCA како една институција во светски рамки е на многу високо ниво и опфаќа многу дисциплини, така да ние кај нас за жал во Македонија сме само околу изложбите и нешто во работа, меѓутоа ете сега почињаат и за груминг и за хендлери и за такви дисциплини, така да би било интересно на некој кои за многу луѓе се професии. Мислам, мене лично и многу луѓе им се професија, не се признаени како такви, што исто така може интересно со Кинолошкиот сојуз да се соработува за да бидат еден ден. Кинолошки сојуз е поготово кажувам на тимот кој што сега го води е буквално отворен за соработка со сите кои што имаат иницијатива прво, а после кои што сакаат да допринесат плюс за развој на тие дисциплини кинолошки. Така да верувајте дека од Кинолошкиот сојуз нема никој пат да дојдете на кочница. Така да ние сме отворени и секој пат ќе бидеме. И достапни и отворени се. Тоа е
дефинитивно. Фала уште еднаш се гледаме. Само да кажам за крај дека не само луѓето со караманите, него цела Македонија очекуваме као поддршка. Сите што ќе можат во септември да дојдат во Охрид, стварно е голем национален хепенинг. Кинолошки празник ќе биде Охрид, значи запамтете ова, ќе кажам последен збор 4 до 8 септември во Охрид, во Аквалина, ќе ја дадем и видеото да го видите, малце да пуштите. Значи во Аквалина ќе има кинолошки хепенинг, значи тоа ќе биде празник за македонска кинологија. Ги поканувам сите да дојдат, кој сака може да се информира на вебсајтот на КСМ, ksm.org.mk. Телефоните се отворени, јас сум отворен тамо за било какви комуникации, прашања. Вторник и четврток е отворен ден за странки, понеделник, среда, петок, сабота, недела, мојот број не застанува, така да што ви треба никаков проблем. Фала ви уште еднаш. Фала многу.